Државниот земјоделски инспекторат заплени 43 тони вештачко ѓубриво увезено од Србија. Анализите покажале дека наместо 3 петнаески, како што било декларирано за продажба, ѓубривото содржило 3 шестки и со послаб квалитет. Во Кочани такво ѓубре немаше. Или ако има, тоа е многу малку и самите производители кои што го имат тоа ѓубриво, редно е да рекламираат кај онаму каде што го имат набавено. Меѓутоа пак ќе потврдам дека во Кочани најверојатно и немаше од тоа ѓубриво. Станува збор за ѓубриво кое што е мешано, значи и самиот начин на изработка е попримитивен, каде што се земаат компонента од азот, фосфор и калиум и се меша. И како ќе биде измешано нели во големи количини, понатаму во вреќа, значи можеме да очекуваме дека ќе има и такви аномалии при тоа ѓубриво. Затоа и во принцип беше поевтино. И кај нас некако навиката е да се користат комплексните ѓубрива, кои што се посложени и верувам дека и многу поквалитетни, каде што секое зрно е со исти состав на азот, фосфор и калиум, значи нема тука промашување во таквите ѓубрива. И самите производители би препорачал да го користат тоа, таквите ѓубрива, таков тип на гранулирани ѓубрива. Аферата неквалитетно вештачко ѓубриво ги крена на нозе и оризопроизводителите. Неизвестна ќе биде сидбата на оризот во Кочанско, ако инспекцијските служби не го контролираат квалитетот на репроматеријалите. Кај оризот веќе 2-3 години се јави едно ѓубриво од Финска, кое што е увезено и кое што се е многу квалитетно, кое што е специјално за ориз, така му е името, Јарамила Райс, кое што компонентите на азот, фосфор и калиум соодветствуваат према потребите на самата оризова култура. Последните 2-3 години производители кои што го користат тоа ѓубриво се прилично задоволни и веќе осеќаат и на приносите и на квалитетот на